Заедно со нас председателот на Македонската платформа на сиромаштија утринава, Билјана Дуковска. Билјана, добро утро и добре ни дојдовте. Ви благодарам за можноста да зборувам на теми кои што се важни за поголем дел од граѓаните во Македонија. Многу внимание предизвика деновиве во јавноста статистиките. Јас мислам дека дури немаше информативна програма каде што не бевме бомбардирани колку има сиромаштија, дека да речеме ете малку пораснато на ниво во кое што граѓаните баре малку добиле повеќе примања, меѓутоа дали се тие статистики такви и на терен? Нели како велат сметките на пазар и дома никогаш не се исти. Тоа најдобро го знаат оние кои што имаат мала количина на пари, кои што треба да ја поделат да им за биде доволно во текот на целиот месец. Да, предизвикавме внимание со изјавата дека половина милиона од граѓаните во Македонија се вработени сиромашни. Сега тоа може да се толкува дека направивме лапсус или дека е вистина која што статистички не е прикажана. Значи, вистината е дека во Македонија има околу половина милион сиромашни граѓани кои што се под линијата на сиромаштија и живеат под онаа статистичка граница на сиромаштија. Си ги проверив бројките и во Македонија сиромашен според статистика и прагот на сиромаштија е секој поединец кој што има помалку 7.500 денари или семејство со две малолетни деца до 14 години и двајца родители под 15.000 денари. Значи околу 9% од вработените сиромашни во суштина повторно ја консултиравме Државниот завод за статистика. Излезе дека е тоа бројката од вкупниот број на вработени кои што земаат приходи помали од овие граници кои што ги споменав или нивниот приход се дели на повеќе членови во семејството, па така доаѓаме до некоја бројка од 65.000 вработени сиромашни граѓани. Зошто рекав дека можеби не е толку голем лапсусот дека половина милион се вработени сиромашни, затоа што овие што не се сиромашни не лежат дома. Да, многу не се се вработени, ама работат. Толку, да. Значи некој од нив собира пластика, некој од нив работи на црно. Значи има милион начини да се дојде до пари, не заради тоа да се ужива во животот, туку за да се преживее, бидејќи во моментов ние имаме таква социјална рамка која што не им обезбедува на луѓето ниту основни средства за преживување, па тие мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. Не го оправдувам, ама укажувам дека е неверојатно да се очекува дека сиромашните си седат и живеат од парите од социјално кои што се смешни 2700 денари за поединец доколку е примател до првите 3 години. Како може во Македонија да ја определиме границата на богат и сиромашен, ако е некој вработен и сега колку е тоа доволно да се заработи за да се одреди таа граница? Така. Доволно немаме таква мерка за доволно, меѓутоа имаме синдикалната кошничка која што вели колку е основно за едно семејство да може да екзистира недостоинствено, меѓутоа нели да не биде да не оскудева, што би рекле. Во нормални услови. Во нормални услови и тоа е некаде околу 500 и некој евро. Значи ако ја споредиме со онаа минималната која што кажав околу 15.000, има разлика што е оној раб да се преживе и што е она да се има па да се купи нешто за облека, макар и од секонд хенд. Имаме сериозен проблем во бројки, ама фактички имаме уште поголем проблем, затоа што ние се расфрламе дека просечната плата расте. Еве се согласувам, статистички расте. 25.000 и кусур. Ама ако ги земеме бројките по тоа по делови граѓаниве колку пари земаат плата, повеќе од 70% земаат помалку од 24.000. Само 9% земаат повеќе од 35.000. И сега кога ги ставиме на кантар некако прашањево идеме од средна па на кај сиромаштија. Не одиме од средна па на кај богати. Сега во таа средна преткаме од месец за месец. Не дај Боже или дај Боже да излезе роден ден или крштевка или да треба некој апарат да се подновиме по дома, отидовме у сиромаштија во наредните 6 месеци затоа што мораме кредит да враќаме. Во кредит одиме, да. Одиме во кредит. Сакам да кажам дека тоа со бројките и со реалноста е многу флуидна работа. Статистиките се такви какви што се. Граѓаните сведочат дека живеат се помизерно. Имам уште едно прашање. Значи, го земам во предвид податокот дека половина милион се сиромашни и од друга страна се вработени. Поточно не земаат доволно средства за екзистенција. Сакам да ги оставиме бројките настрана. Билјана, вие сте од невладината организација, платформа на сиромаштија.
Сакам да ми кажете, секојдневно сигурно се среќавате со овие луѓе. Значи да оставиме бројки настрана, што велат тие? Како се преживува, како преживува едно семејство со две дечиња, за кои што треба да обезбедат тетрадки, за кои што треба да обезбедат услови за, не знам, па дури и некогаш за екскурзија, дури и некогаш за некое мало патување низ градот, ако ништо друго, за кино и така натаму, а живеат само со 12.000 денари. Значи не живеат, преживуваат. Со 12.000 ни подразно не може да се живее. Тоа е болката во оние кои што ги велиме вработени сиромашни. Значи, кога имате вие ограничена сума на пари, мора да направите приоритизација. Зашто ќе ги потрошите парите? Дали ќе ги платите сметките или ќе купите храна? Зборувам на основно ниво. Ако остане, купувате тетрадки, облека, лекови и така натаму. Значи, најтешко живеат оние каде што во семејството има некој со некакво заболување или со некоја попреченост. Значи, некој кој што реално не е способен да работи. Вклучително и оние кои што имаат стари болни лица, без разлика дали имаат пензија или немаат, премали се пензиите да ги можат да ги покријат здравствените трошоци кои што ги има едно такво лице. Значи тоа е едниот екстрем. Другиот екстрем, доколку сте повеќе број на семејство, имате повеќе деца кои што треба да ги нараните. Оние кои што се на дното велат, децата ми јадат 2 пати некогаш дневно, јас и сопругата еднаш во 2 дена. Значи, таа е сиромаштијата во храна која што ни се случува. Значи, ова се екстремни примери, не е така, меѓутоа за сите, генерално, меѓутоа овие другиве кои што не се во екстремот доле, се некаде на средина, јадат по 3 пати дневно, ама квалитетот на храната е онолку колку што дозволува буџетот. Облека, подновување, апарати за домаќинство, услови за домување, тоа се веќе во крајни ситуации. Во моментов, кога патиме од екстремно загадување и кога има милион препораки како да се заштитиме, нели отидете на планина, дома прочистуваш, не ветрејте. Што да ветреат? Значи, дува од сите страни во куќите, па дури и во становите кои што биле обштествени од некое време, останале такви какви што биле пред 30 години. Значи, веќе пред 30 години од сега нели, НК е. Сега го треба многу работи да се коригираат. Кои се мерките, програми што треба да се Се среќавате ли со владините институции? О, да. И што им велите? Еве вие ќе ги изнесете сите овие поразителни факти, Билјана, и што велат надлежните? Многу време ни требаше како платформа против сиромаштија да отстапиме од дел од хуманитарна активност и да нас се насочиме кон дел притисок врз националните власти. Значи, хуманитарните активности во моментов се неопходни, зашто без нив голем дел од луѓето ќе ни испоумрат по улици. Меѓутоа, она што ние како платформа, она за кое што ние постоиме е да ги притискаме националните власти да ги слушаат луѓево со проблем. Галамиме. Освен тоа што галамиме на официјални настани кои што ние ги организираме, веќе сме добре дојдени на состаноци кои што ги организира Министерството во дел на подготовка на еден куп легислатива. И таму, она што го застапуваме веќе скоро 10 години, го повторуваме. Значи, прво треба да им се обезбеди на луѓето основна финансиска стабилност. Значи, со 50 евра месечно, никој финансиски не може да биде доволно јак, да се почувствува безбедно и сигурно, дојде да бара работа или дојде да каже, знаеш, ја шо знам. Чувството на сигурност е нешто што е исклучително важно во намалување на сиромаштија. Од друга страна, велиме дека ако ние не се растеретиме од тоа дека жената во семејството треба да го чува стариот или детето, или не знам кој, значи доколку ги заробиме дел од семејствата дома да ги гледаат луѓето со попреченост, ништо не сме направиле. Значи не требаат услуги. Значи треба да ги извадиме возрастните лица, пензионерите од дома, затоа што седењето дома вие на нивното здравје, тоа носи поголеми трошоци во семејниот буџет. Значи, тоа се неколку работи, значи бараме финансиска стабилност, бараме услуги, сервиси за граѓаните, бараме пофункционална работа на центрите за социјална работа, служби кои што директно ќе соработуваат луѓето, не нас да не бараат. Не да ги бараат граѓанските организации да им завршат основна работа од типот жена ми не може да отиде у болница, а мора да се оперира, туку да има место и системски пат
Како ќе го решат тоа? Значи тоа се притисоците кои што не се единствени во нашата земја, туку се генерално насоки за намалување на сиромаштијата. Секоја земја си донесува собствени политики. Оваа влада фокусот го има ставено на намалување на детската сиромаштија и евидентно е дека се случуваат подготовки за големи реформи и реформи. Тековно деинституционализацијата се случува во теков, меѓутоа оно што останува да виси е донесувањето на новиот закон за социјална заштита, кој што во суштина треба да го гарантира сето ова кое што сега го зборувам, кое што се наоѓа во предлогот на новиот закон. Имате информација кога треба да биде законот? Значи не, требаше да биде лани. Ја не сакам исто да прашам, ги споминавме пензионерите. Во статистиките, ќе се вратам пак на бројките, пензионерите се многу ранлива категорија, кои што живеат со навистина мали примања, а нели пензијата треба да се ужива во она што си го стекнал во работниот век. Зошто пензионерите кубурат? Заради дел од работите кои што веќе ги споменав, заради тоа што најчесто со нивната пензија не си живеат самите и не си ги задоволуваат собствените месечни потреби, туку ги делат на семејството во кое што најчесто има невработени и веќе стануваат во онаа група сиромашни. Или може да имаат они пари, не е проблем. Ама чуму им пари ако немаат пристап до здравство или пристап до социјализација или пристап до било што ним ќе им го подобри квалитетот на живење. Значи ние во изминативе 2 години функционираме на принцип на поддршка на Министерството за труд и социјала во правење една програма за активно здраво старење во дневните центри за стари лица. И одиме таму, зборуваме со старите лица. Тие се тотално демотивирани дека нешто може да им се случи во животот. Буквално си седат и така, се чекаат да си помине денот, да играат нешто, шах, карти, си прават некои муабети, ама кои се муабетите во една мала затворена средина? Тие па тие. Значи, она што им е потребно на пензионерите е да може да им се дозволи да ги уживаат работите. Имаше сега една политика која што е добра, а тоа е да се даде бесплатно лекување за пензионери кои што имаат примања помали од 14.000 денари. Меѓутоа тоа не е доволно затоа што не само болничко лекување, туку многу хронични заболувања црпат многу пари од буџетите на пензионерите. И сега што правиме да го станува збор за минимална пензија? Тоа значи дека и семејството на синот, на ќерката, на внуците треба да помогне за човеков само да се одржи во живот. Значи не зборуваме за да пропатува или да се дружи или како беше да излезе у кафана со пријателите. Значи не, се сведува на едно одржување на психофизичка нормална состојба на старите лица. И сега да резимираме, чекаме закони, во моментов Македонија и покрај статистиките дека мрднала надвор, напред поточно, сепак тонеме во сиромаштија и по знак прашање дали има решение. Решение секогаш има, меѓутоа е дел од процес и дел од комбинација на различни политики. Значи не можеме да намалуваме сиромаштија само со социјална заштита и да им даеме пари на луѓето. Не, апсолутно треба да им помогнеме да влезат на пазарот на труд и да најдат работа. Новиот закон за социјална заштита многу убаво дефинира едни услуги во заедницата кои што вели едукација, сервиси за поддршка, за информација, кои што ќе им помогне како да најдат работа, како да се преквалификуваат, што е актуелно на пазарот, би ги споил со центрите за вработување на локално ниво. Значи теоретски новиот предлог закон има многу добри поенти. Она што кај нас секогаш е дискутабилно е дали и во колкава мера истото ќе се спроведе. Имаме ние прекрасни документи. Националната стратегија за намалување на сиромаштија еве во 2020 година ќе заврши, почна во 2010. Доколку проверите што се случило, ќе видите дека се тоа едни минорни работи на ниво на изработка на некакви си информативни лифлети или делче овде, делче онде, ама ништо суштински од тоа што е предвидено, така што скептицизмот е голем и оправдан. Ама мораме да работиме сите заедно во насока на поддршка на процесот на намалување на сиромаштија. Благодариме неизмерно за ова гостување.